Со фолклор од пијанечкиот крај, културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево ќе ја представува Македонија на интернационалниот музички фолклорен репрезентативен фестивал во Јалова, Република Турција. 25 членови на културно-уметничкото друштво денес заминаа на еднонеделна турнеја, на која освен на интернационалниот фестивал, ќе учествуваат и на повеќе манифестации во Софија, Солун и Истанбул. Тие веќе како играчи, како танчери се спремни да си ги премерат силите на овој интернационален фестивал кој е под заштита на УНЕСКО и со надпреварувачки карактер. Познати сме по освојувањето на првите места, понекогаш се разбира и второ и трето место, но акцентот го посветуваме на голден надпреварот, каде што нашата држава Македонија, преку културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево, ќе се представи со пијанички игри кои ќе траат 15 минути и вокал овој пат ќе патува на Надица Стојковска, ќе биде малку потешко бидејќи таа и ќе игри и ќе пее. Мислам дека и овој пат Делчево, културно-уметничко друштво Гоце Делчев од Делчево во право светло ќе се представи, ќе ја представи општината Делчево и ќе ја представи државата Република Македонија. Ова е што се однесува до музиката и фолклорот, но како единствени представници од Македонија, културно-уметничкото друштво ќе ја представува Македонија и во делот на традицијата и културата. Овој пат ние ќе ја представиме Македонија преку пијанечкиот крај. Сите заедно се организиравме со домашни производи од зимниците кои останале од бабите и од дедовците од пијанечкиот крај. Потоа имаме репрезентативен материјал од Министерството за транспорт и врски и од другите министерства кои се поддржувачи на оваа голема турнеја. Благодарност до Министерството за култура и имаме презентација на нашата општина која исто така се погрижи првиот човек на општината да обезбеди за оваа македонска вечер, пијанечка вечер, да обезбеди пропаганден материјал, да ја презентираме нашата општина, се со цел во иднина да се прошири оваа соработка и понатаму. На фестивалот во Јалова ќе учествуваат над 20 фолклорни ансамбли од целиот свет и околу 20 од Република Турција.